Spotlight on my future или фокус на мојата иднина е иницијатива што ја спроведуваше изминатиот период Сдруженијето Зелен округ. Денеска тие имаат завршна конференција, а утрово во Македонија наутро разговараме со Марија Бургиева, која е проектна координаторка на оваа иницијатива. Марија, добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток кажете ми за каква иницијатива станува збор и која беше целта на истата? Така, добро ве најдовме, ви благодариме на поканата за учество. Фокус на мојата иднина иницијатива која имаше за цел да ги мотивира младите луѓе да станат активни двигатели на промени во нивните заедници, при тоа користејќи ги формалните начини како да го направат тоа. Самата иницијатива избра 24 млади луѓе кои што поминаа процес на теоретски и практичен дел, односно во теоретскиот дел поминаа 3 модули кои што беа едукативни, ги запознаа со законот за младинско учество и младински политики, што е тоа политичка партиципација и кои се средствата кои може да ги користат за да добијат информации и да прават мониторинг и евалуација на имплементација на еден закон. Меѓутоа сметавме дека тоа не е доволно, дека е потребно да се има практичен дел за навистина да кажеме дека тој сет на вештини тие млади навистина го добиле, па така младите во период од 3 месеци правеа мониторинг на 8 скопски општини и ја евалуираа всушност имплементацијата на овој закон во финалната анализа и извештај кој што го презентираме денеска. Споменавте дека вршевте мониторинг во делот скопските општини за тоа како се имплементира законот за младинско учество и младински политики. Какви се резултатите? Така, овој закон е донесен на 20 јануари 2020 година и ветуваше многу за улогата на младите луѓе во донесувањето на одлуките. Меѓутоа, она кое што го увидовме дека и покрај роковите кои што се од една година, што значи истекле во 2021 година, многу е мало нивото на имплементација на овој закон и од наодите можеме да кажеме дека еве само една општина од 8 мониторирани имаат младински центар во кој што се наоѓаме ние денеска, тоа е општина Центар со младинскиот центар Матично. Само една општина има донесена локална стратегија за млади, која што е стратешки документ и ги позиционира младите во работата на локалната самоуправа, што значи дека е од круцијална важност. И само 3 имаат воопшто локални младински совети, што се буквално начинот на кој што директно младите учествуваат во донесувањето на одлуките во општината. Така што овие бројки се тажни и потребно е многу да се работи на оваа тема со цел да се подобри позицијата на младите во општеството. Токму тоа и моето следно прашање, кои се вашите препораки? Како општините да ја подобрат имплементацијата на овој закон? Така, нека побараат помош. Ние, младинските организации, младите луѓе кои што сме активни и сакаме да го подобриме позицијата на младите во општеството генерално, сме отворени да ги поддржиме во имплементациите на овие закони. Не е проблем да побараат помош или поддршка, не оставаме целосно на нив, иако е нивна обврска. Сепак сметаме дека треба да се остави простор да соработуваме заедно со цел да го достигнеме она кое што сакаме, а тоа е една демократија во која што сите активно учествуваат во донесувањето на одлуките. Марија, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам и на вас. Разговаравме со Марија Бургиева, проектна координаторка на иницијативата Фокус на мојата иднина, што ја спроведуваше Сдруженијето Зелен округ од Скопје.